На 15 јануари 1919 година во Берлин од страна на десничарски протофашистички паравоени формации биле убиени предводниците на Германската комунистичка партија и на спартакистичкото востание Роза Луксембург и Карл Либнехт. Роза Луксембург била родена во 1871 година во еврејско семејство во Полска, како петто најмало дете. Незиниот револуционерен животен пат започнал многу рано. Таа на 18 годишна возраст веќе била во судир со власта и за да избегне затвор се преселила во Швајцарија. Во Цирих таа продолжила со својата револуционерна активност, истовремено студирајќи политичка економија и право. Верувајќи дека револуцијата ќе избие во земјата со најорганизиран индустријски пролетаријат Германија, таа се сели во Берлин во 1899 година. Веднаш станува член на Социјалдемократската партија на Германија, но како член на левото револуционерно крило кое започнало различна политичка линија од доминантната опортунистичка, обликувана од теоријата на реформистот Едуард Бернштайн. Во 1899 година во Берлин се сели и Карл Либнехт, роден во 1871 година во Лајпциг. Неговиот татко Вилхелм Либнехт бил еден од основачите на Социјалдемократската партија на Германија. Сепак, Карл бил порадикален од неговиот татко. Тој безкомпромисно ги пропагирал марксистичките идеи додека студирал право и политичка економија во Лајпциг. Во Берлин започнал да работи како адвокат, при што ги бранел своите другари револуционери, на кои им се судило за престапи како што е шверц на социјалистичка пропаганда од Русија. Тој пишувал против милитаризмот, а неговите текстови довеле до негово апсење во 1907 година и 18-месечен затвор во Шлезија. Следната година тој беше избран за пратеник во прускиот парламент, иако се уште бил во затвор. Во 1912 година Либнехт бил избран во Рајстагот како социјалдемократ, член на левото крило на Социјалдемократската партија. Во летото 1914 година тој бил единствениот пратеник во Рајстагот кој гласал против влезот на Германија во империјалистичката војна. Есента 1914 година Роза Луксембург и Карл Либнехт создале посебна организација позната како Спартакус бунт или Спартакистичка лига, именувана по водачот на најголемиот бунт на робови во Римската република. Во 1916 година Луксембург и Либнехт биле прогласени за виновни за велепредавство, поради тоа што ги повикале војниците оружјето да го свртат против својата влада. Тие биле ослободени во предвечерието на ноемвриската револуција од 1918 година, не можејќи да се договорат со независните социјалдемократи околу некои политички прашања околу натамошното револуционерно действување. Роза и Карл на 1 јануари 1919 година ја основале Комунистичката партија на Германија, чија цел била воспоставување на владење заосновано на работнички совети. Сепак, 2 месеци предходно, во реприза на февруарската револуција во Русија 1917 година, абдицирањето на кајзерот Вилхелм довело до создавање привремена влада предводена од Фридрих Еберт, предводник на реформистичкото крило на Социјалдемократската партија на Германија. Стравувајќи од повторување на епилогот во Русија, каде социјалистот реформист Керенски беше развластен и понижен по само 8-месечно предводење на привремената влада, владеачките социјалдемократи на чело со Еберт со право стравувале од предстоечкиот се поизвестен судир со комунистите. Од таму јануарското востание предводено од Роза Луксембург и Карл Либнехт во очите на германската јавност било потолкувано како пресликување на руското сценарио. Владеачките социјалдемократи ширеле страф и паника од повеќе годишна граѓанска војна, што во тоа време беснеела во поранешната Руска империја. На 6 јануари 1919 година околу половина милион берлински работници се одзвале на повикот на Комунистичката партија за генерален штрајк, но јасни насоки од политичкото раководство на партијата не добиле. Што туку формираниот револуционерен комитет, замислен како политички противник на привремената влада, страдал од неединство и неодлучност. Замисленото вооружено востание за соборување на привремената влада не било спроведувано според јасен план, туку започнале спонтани напади на неколку објекти во Берлин од страна на работничките милитанти.
Но владениот одговор не бил воопшто спонтан и без јасен план. Напротив, на 12 јануари валканата работа им била предадена на крајно десничарските паравоени формации Фрајкорпс. За само 3 дена отпорот на востаниците бил скршен. На 15 јануари 1919 година со дозвола на довчерашните другари социјалдемократи Карл Либнехт и Роза Луксембург биле уапсени, испрашувани, измачувани и екзекутирани. Ваквото насилно практицирање на власта во годините што следеле особено ги ослабнале двете крила на Социјалдемократската партија на Германија. Грозоморните убиства на Роза Луксембург и Карл Либнехт долго време фрлале сенка врз владата предводена од Фридрих Еберт и во крв создадената Вајмарска република. Во сите изборни циклуси во меѓувоениот период, социјалдемократите и комунистите не успевале да освојат мнозинство седиште во Рајстагот. Нивните меѓусебни обвинувања, кои биле странски агенти, а кои биле предавници на револуцијата, оделе на контото на Национал-социјалистичката партија, која била во постојан подем, а во 1933 година ја приграбила во целост власта, ги затворила партиските и синдикалните лидери, ги отворила првите концентрациони логори, за кои малку е познато дека првично биле отворени за измачување и кршење на духот на главните политички непријатели на нацистите, а тоа биле членовите на Комунистичката партија на Германија. Конечно, во крв задушената социјалистичка револуција во Германија го поплочила патот за воспоставување фашистичка диктатура, образец кој неколку пати ќе се повтори и во други земји во текот на бурниот 20 век. Сепак, и покрај ваквиот епилог, револуционерното наследство на германските комунисти е големо. Почитта кон револуционерното дело на Роза Луксембург и Карл Либнехт се изразува различно широм светот. Во Скопје 2 улици се именувани по овие двајца германски револуционери, додека истите и ден денес ги инспирираат новите генерации борци за воспоставување социјализам.